Вистина. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Ова видео го чекавте многу долго време и јас многу долго време некако го најавував и на крај решив да му го сменам концептот и да не биде предлог филмови број 4, туку да се вика најдобрите 10 серии и филмови. За филмови ќе зборам после, прво ќе почнам со сериите, али за сериите пробав да ги издвојам оние 10 кои од сите серии што до сега јас ги имам гледано, според мене мислам дека се најдобри 10. А за филмовите ќе ви кажам како ќе правиме затоа што за нив е многу покомплицирано. Јас за време на карантинов гледам серии повеќе од било кога и затоа и забушавав доста со филмови затоа што изгледав премногу серии и затоа решив дел од ова видео да посветам и на сериите, да ви кажам што сум гледал јас и да ви предложам, да ви кажам моje мислење за некој, па можеби нешто ќе гледате, некој ќе ви се најде некој добар предлог, така да без многу одвлекување одиме на видеото. Првата серија и што ми е најтаза што завчера ја завршив е Breaking Bad. Не знам вас дали ви е релевантно колкава оцена има на IMDb, али мене IMDb ми е некако најрелевантно од све и секогаш гледам и ми има значење колку е оцената, така да ќе ви го пишувам и тоа на страна да гледате колкава оцена има таму. Има неверојатна 9,5 од повеќе од 1.300.000 гласачи. Со Breaking Bad муабетот е што јас порано никогаш не ја обрнував внимание, стара е серијата од 2008 и секогаш онака си ја баталував, никогаш не ја одлучив да ја дадам шанса. Обично мене кога некој толку напиња со некоја серија и цело време цел интернет пример ја објавува, јас си стварам некој инат во себе и за инат не ми се гледа што сите толку ја напна. И карантинов се решив да ги гледам баш тие серии да дадам шанса затоа што последната таква серија кога се решив да ја дадам шанса, а порано ме нервираа сите, беше Game of Thrones, ќе дојдам и неа има на листава. Breaking Bad беше исто таква, ја завршив буквално завчера, вчера го гледав и филмот, дознав дека има и филм после серијата што ја продолжува серијата. Сега дознав дека има и серија што е действието пред Breaking Bad, се вика Better Call Saul. И сега најверојатно тоа ќе го гледам следно зашто морам. Ја и тоа има некои 5-6 сезони, а уште не е ни завршена, така да ќе биде весело. Breaking Bad дефинитивно можам да ја бројам во најдобрите 3 серии што ги имам гледано. Овие сега не се по хронолошки редослед, не ги кажувам кои ми се прв, втор, трет. Ги кажувам онака како 10 без хронолошки редослед. Breaking Bad ако немате гледано, дефинитивно ви ја препорачувам и имајте на ум дека е 16+. Следната серија што исто изгледав пред Breaking Bad е серија што во моментов е многу популарна и се решив да ја почнам јас од прва сезона да видам зошто светот скренува за таа серија, а таа серија се вика La Casa de Papel или на англиски Money Heist. Сега за време на карантинов се имаше премиера четвртата сезона и јас решив од прва да изгледам цела и беше толку многу добра и толку многу напета, само мислам дека како повеќето, стај да не кажувам спойлери, затоа што мене нешто што најмногу ме нервира се спойлери, не сакам да кажувам ништо такво. Треба само да ми верувате доколку се уште немате дадено шанса на La Casa de Papel, предобра серија, пренапната, буквално типна серија каква што би сакал да гледам, така да и неа ја вбројувам меѓу најдобрите серии што ги имам гледано. Гледајте La Casa de Papel, стварно вреди. Следната серија што имам и наша преска ја спомнав и што дефинитивно мислам дека никад нема да ми се тргне од топ 3 серии некојаш изгледани, тоа е Game of Thrones. Ја изгледав пред некои 2, 3, 4 години, не знам кога се решив да седнам конечно да видам ја што е тоа Game of Thrones и се воодушевив, како и сите. Ова мислам дека веќе не е спойлер да кажам затоа што цел интернет беше преплавен дека последната сезона беше загреата и не знам како си дозволија воопшто тоа да го направат на серијата, али пробувам да си игнорирам таа последна сезона дека никогаш не се случи и да си ставам некој мој крај во главата што јас така си посакувам да завршава. Следната серија ми е Stranger Things. Предпоставам дека повеќето од вас ги гледале сериите, али и јас сум обично скептик и ја не гледам секогаш популарни серии. На крај си докажувам дека стварно вредела, така да еве доколку ти што гледаш видео и ти си имаш некаква си одбивност кон овие серии, дај им шанса, ќе се свијат многу. Следната серија ми е The Punisher. Предпоставам дека ова е лик што повеќето од вас го знаат. Серијата не е нешто препопуларна, има само 2 сезони и само 26 епизоди. Не знам што се случи, дали Netflix или не знам, не сум сигурен сега дали беше на Netflix. Знам дека нешто ја прекина, дека Netflix си практикува така да си откажува некои серии, така да Punisher беше една од нив, али доста и се 2 сезони, ја не знам ни што ќе тераа понатака, така да гледате многу добра серија. Следната серија ми е American Horror Story, како некој што воопшто не гледа хорори. Оваа ми е толку добро, толку психопатско добра. Ги немам изгледано сите сезони, ги имам повеќето, али ми фали некои 2 сезони, мислам дека имам испуштено, али добрата работа
работа во оваа серија е што не се поврзани, може да си ги гледаш како сакаш, која сакаш, али сите се стварно добри. Оцената колку е 8.0 е оцената и има 9 сезони со 103 епизоди, што стварно е многу, али како што кажав не мора да ги гледате сите, гледате некоја си тема на сезона што ви е најинтересна, на таа дајте и шанса па. Али ако сакате такви мрднати работи, ќе ви се свиѓа цела. За следните две серии речев да дадам простор на македонски серии. Не сакав толку да се навраќам на серии што дам на биле, туку решив на нешто поново што сега ни е тазе. Првата таква серија е На терапија. Не знам дали сте стигнале да ја гледате, се ми дуваше мислам на Сител. Имаше една сезона само со 45 епизоди, идеше секој ден и така идеше колку 9 недели му доаѓа секој работен ден. Многу добра серија, беше не знам преведена на неколку јазици, освари преведена. Посебно поддржувам се што е поврзано со ментално здравје, знаејќи колку во ова време тоа е, колку е тоа важно да ни биде на високо ниво, така да ви ја препорачувам, не знам кај ви ја нашли, дали негде има да ја најдете, али ако некад налетате на терапија, гледате обавезно. Осмата серија е некоја што не треба многу да објаснувам, али тоа е Преспав. Предпоставам дека повеќето ја гледале, али јас исто признам дека бев скептик за Преспав и седнав пред некој месец да изгледам цела. Уствари јас кога снимав 90 секунди со талот ја немав гледана серијата, знаев само нешто. Пред некој месец ја дадов шанса, ја пуштив од прва сезона и толку бев дебил што ја гледав четврта сезона прва, па ја гледав трета сезона и после ја гледав прва, па втора. Не прашувајте како вредослед тоа, али секако има приказна и битно да ја гледаш поред, се тераше и вака некако. Преспав има 4 сезони, вкупно 100 епизоди и сега со оваа бонус епизода што извадија за пандемијава, сега има 101 ако ја рачунаме таа бонус епизода. Ако не сте дали се уште шанса, гледате. Деветата серија е некоја исто таква all time добра серија, Prison Break. Prison Break некој 10 години или 9 немаше нова сезона, па ја завршија во 2017-та. Има 5 сезони со 90 епизоди. Не би должал многу, освен дека стварно е предобра серија, стварно да ми верувате да ја дадете шанси, иако е постара, почната 2005-та. Стварно вреди да се гледа и тоа. И последната серија што видам да ви ја предложам е The Big Bang Theory. Тука исто морам да признам дека ми фали сезона 2-3. Не знам колку ми фалат, али има 12 сезони. Ја завршија лани и има 281 епизода. Па, мислам дека ме разбирате зашто сум скукнал некоја сезона, али стварно некој лут откачен хумор што можеби не е за сите, можеби не секој има таква смисла за хумор што можеби на некој ќе ви биде глупости, али ако сакате такви посебно некој нерди став, многу јака серија. Young Sheldon исто ја продолжува и уствари Sheldon главниот лик го става како мал, мислам дека така беше, не сум многу информиран, али треба да го гледам Young Sheldon зашо кога заврши Big Bang Theory искочи Young Sheldon. Толку само имам запишано да ви ја предложам и Елит како бонус, нема збора многу, само дека и таа сега тази ја гледав, тинеџерска серија, али не типична тинеџерска, туку се случуваат доста забегани ствари. Ете, бонус, да ја увалам, успат. Мислам дека видео ќе трае премногу, така да без многу навлекување одиме на филмови. Сега, тоа што го спомнав предска за филмови, тоа е следното, дека јас на IMDb си бележам, имам направено листа изгледани филмови и таму ги ставам сите филмови и серии што ги имам изгледано и што сум се сетил од порано да ги додадам, да ги најдам на IMDb. Бројот на запишани изгледани филмови мои во овој момент е 887 филмови. Затоа јас пробав нешто да направам и се откажав, затоа што нема шанси од толку филмови 10 да ви издвојам. Треба да ви издвојам можеби 50 или 100. И затоа се решив да го направам ова видео за топ 10 филмови да биде само филмови излезени во 2019 и 2020 година. 2020 до сега колку успеале да излезат овие 3-4 месеци, ќе пробам од таму на брзинка, зашто видео гледам дека иде малце да трае поише. Ќе гледам да бидам побрз и да ви ги кажам кои се тие 10 филмови најдобри според мене овие година и пол. Првиот таков филм е Sonic the Hedgehog. На Инстаграм мислам дека имам зборено за тоа, али идеше маркетинг за него дека е најсмешниот филм за оваа година и јас не гледам што стварно би го надминало. Дефинитивно според мене најсмешниот филм можеби последниве 5 години. Многу смеење има, предобра анимација, не кам толку да навлагам за да ви кажувам зошто е толку добар, али треба едноставно да ме верувате и ако сакате да се изнасмеете, убаво да изгледате добар филм Sonic the Hedgehog, ако не сте го гледале, мислам дека веќе сега го имате и на интернет и сега да го гледате, гледате го Sonic одма. Вториот филм што го имам да ви го предложам е Knives Out, исто така филм што едноставно не смеете да го испуштите, се работи за детективски случај што се решава низ цел филм.
тој да помислите дека ќе се случи, ни на крај памет нема да ви дое тоа што стварно ќе се случи. Многу сакам ја такви филмови што цело време ме оставаат вака да го гледам филмот, цело време да сум во неизвестност, да не можам да дочекам следната минута што ќе се деси и стварно предобар филм. Имаше една номинација за Оскар за оригинално сценарио, не го зема, али требаше да го земе, предобар филм. Следниот филм е некој што јас бев прв што не знам дали може да се нарече дека го хейтав на Инстаграм на стори, али едноставно бев изнервиран премногу и не можев да поднесам колку се мрднав со тој филм. Станува збор за филмот на годината, филмот на декадата, филмот на не знам што, али јас отпосле откако изначитав све, други мислења ми впија да ја сватам суштината на филмот подобро и да разберам зошто филмот е толку добар и зошто е такво ремек дело што е. Мене најголем проблем имаше тоа што, не сакам да ви кажам спойлер, али еден дел од филмот скрос ме мрдна и бев ко добро, зашто? Зема 4 Оскари, ги зема најбитните Оскари, најголемите Оскари, сите го прават дека е филм на декадата. Јапонски филм е, али дефинитивно вреди да се гледа и да видите што е Парасайт и да ја сватите пораката и суштината усвари на филмот. Дефинитивно вреди да се бројава во топ 10 филмови. Четвртиот филм е исто така еден од филмовите што најмногу го одбележа овој период, Джокер. Јас веќе го имам гледано 2 пати Джокер и би го гледал и уште. Стварно има секакви мислења, ќе налетате на секакви мислења. Филм како филм што си е надвор од целата таа тој DC Universe, не се сврнува толку на стрипови и на чуда. Ко филм исто така за ментално здравје и исто за голема порака за цело човештво, ремек дело. Петиот филм што имам да ви го предложам е една анимација што толку е убава, човече, толку убава приказна што оддамна не сум гледал толку убава приказна. Јас обожавам анимирани филмови. Станува збор за Onward, приказна за два браќа и целата нивна авантура и целата суштина на филмот. Сега се ежам кога зборам за тоа. Предобар филм. Филмот е искочен сега у март и мислам дека се надевам дека ќе биде и кандидат за Оскар. Ако не искочи подобар анимиран годинава од него, дефинитивно сега за сега викам најдобар анимиран за годинава. Том Холанд и Крис Прат се гласовите на браќата, предобри се они како и секогаш шој да прават. Гледате го Onward везно. Шестиот филм е The Call of the Wild, или познат по лектирата што ни беше во основно Повикот на дивината. Ја не се сеќавам дали ја читав таа лектира. Повеќето вика дека книгата им е досадна и можеби и затоа и мене било досадно, можеби сум ја оставил, али филмот е предобар. Филмот е уште еден dog movie, така да ако сакате кучиња толку многу колку што сакам јас и ако ви се гледа уште еден филм со кучиња, The Call of the Wild предобар. Следниот не можам да зборам за филмови од 2019 и 2020 да не го вбројам Avengers Endgame, тоа ќе беше криминал да го направам. 3 сати авантура, крајот на Avengers. Не знам, сигурно негде сум зборал, сигурно сум на стори сум замарал или во друго некој видео. Avengers и Avengers, Marvel си Marvel, врв. Осмиот филм е анимација за која јас најавав да земе Оскар за најдобар анимиран. На крај не се покајав зашто зема последниот филм што ви имам да го предложам. Клаус, сега мислам дека баш не ви одговара да гледате затоа што не сме зима, не сме нова година, али ете зачувајте си го како филм да го гледате за време на новогодишни празници ако уште не ви е гледан. Предобра анимација, предобар филм, предобра приказна. Клаус мора да го гледате. Предпоследниот филм ми е филм искочен лани, што исто така мислам дека не смееше да го испуштам. Coming From Me, што не сакам воопшто хорори и стварно многу се плашам и ми оставаат трауми. Али It Chapter 2, не ми се верува ни ја дека воопшто предложувам хорори, или целата приказна никако, не знам дали толку како хорор ми е толку вреден колку што приказната е добра. It, ако не сте гледали Икецот и двојката, морате. И последниот филм е тој што реков дека на Клаус ми го зема Оскарот, тоа е Toy Story 4. Колку и Toy Story више да искачаат, секогаш ќе ми бидат врв и едни од најомилените анимирани што некад искочиле, дали е Кец, двојка, тројка, четврка, не е битно кога искачале. Јас во оваа листа не можам да си дозволам Toy Story да не го ставам. Ако не сте ги гледале се уште Toy Story, имате 4 дела, фаќете се одма за работа, гледате ги. Тоа беа моите најдобри 10 серии и моите најдобри 10 филмови за 2019 и 2020. Мислам дека ви дадов една доста квалитетна листа, што ако нешто од ова нема да гледано, мислам дека што и да фатите од ова да гледате нема да сгрешите или само
само препишете си ја негде листава, па штиклирајте поред како ќе гледате нешто, затоа што стварно сите работи вредат. Мислам дека конечно на правилен начин ви се одолжив за тоа што каснев со видео и ко некој што нонстоп замара на Инстаграм со мислење за филмови што он гледа и секад зборам за филмови, стварно обожавам луѓе филмови серии, обожавам да зборам за ова, мене да остави да трае видео колку што јас би сакал, би траело можеби видео цел сат. Мислам дека не би гледале вие цел сат ја разборам за филмови, така да еве најбрзо спакувано што можам, најдобрите 10 филмови серии што јас ви ги предложувам сега. Па здравие, следната година или не знам кога ќе биде време да зборам уште за филмови, ќе ви дадам пак некое ново видео кај што ќе предложувам, али еве вие морате да ги гледате. И вам молам, пишувајте ми во коментари ако вие сте гледале некои од овие серии и филмови, мислења ваши. Мислам дека на секој ќе биде добре дојдено да се скролне во коментари и да прочита уште некои мислења за некој од овие, за некоја серија или филм што е од видео, да слушне уште некое мислење. И како и секогаш, ако ви се допадна овој видео, ставете лајк и не заборавајте да се супскрабите на мојот канал. И ние се гледаме на следното видео за многу скоро.